Кога во Тетово е пазарен ден, зголемена е понудата на млеко, урда, сирење, путер и на други млечни производи, кои индивидуалните сточари од Тетовско, наместо на тезгите внатре во пазарот, ги нудат на недозволени места. Така беше и денес, кога крај уличните и булеварски ленти или пак крај пристапите за пазарот и крајните делови од тротоарите, а некаде и крај смет, се нудат разновидни млечни производи. Овие кофи, леđени и други садови со урда, младо и друго сирење и млечни производи се изложени на дополнително напластување на оловни и други штетни издувни гасови од моторните возила, на прашина и на микрочестички, многу штетни по здравјето на луѓето. Додека оваа улична продажба која отстапува и од сите критериуми на ХАСАП системот и на стандардите за промет со прехранбени производи во Тетово се омасовува, современите витрини и тезги за млеко и млечни производи внатре во современо опремениот зелен пазар во Тетово се празни или пак нерационално се користат. Комуналните редари и комунални инспектори од свој аспект си ги извршуваат доследно работните и други обврски и спрема овој вид продавачи исто како и со земјоделските производители. Нив ги отстранија од средишниот дел на тротоарите, уличните и булеварски ленти, а понатамошната постапка и обврска е на ветеринарните и санитарните инспектори, чиј број во Тетово е зголемен, а нивната активност мала или пак воопште ја нема на теренот. Каде се санитарните и ветеринарните инспектори да се заложат за почитување на правилата, законите и критериумите предвидени со ХАСАП системот и кои важат подеднакво за сите, па и за овие производители и продавачи на млеко и млечни производи. Тие се нудат и непречено продаваат на сличен начин и низ населбите и други реони во Тетово. Неопходно е оваа незаконска појава час поскоро да се сузбие, затоа што кој ситниот и крупниот добиток во Тетовско се уште не се искоренети туберкулозата, бруцелозата и други заразни и преку млекото и младото сирење лесно преносливи заразни болести и кај луѓето. Предупредуваат стручни екипи од Институтот за јавно здравје во Скопје и од Центарот за јавно здравје во Тетово. Час поскоро оваа незаконска појава во Тетово треба да се спречи и од причини што имало случај преку консумирање на производи со непроверена и сомнителна содржина и квалитет, а набавени од улични продавачи, одделни купувачи да бидат заразени, а некои од нив болнички се лекувале во заразното оделение при клиничката болница во Тетово.